Алармот за повлекувањето на Преспанското езеро е вклучен со години наназад. Ова е сега најдрастично повлечено езерово, доволно снег немат, дождовите се малки и така да и тоа се одрази на езерото. Да се повлече во таа мера докај што е сега. Екологистите повикуваа на акција. Колку бунари има, наводнување, точната преципитација и така натаму, и за да се соберат сите тие да се стават во еден модел кој што би можел убаво да го објасни нивото на водата. По одговори на прашањето што се случува со езерото, беа и представници на Рамсар, меѓународна конвенција за заштита на водени површини, заедно со експерти од Македонија, Грција и Албанија. Очекувам огромна помош од Рамсарската конвенција, најмногу во делот на детектирање на проблемите, но и поставеноста на сите чинители на едно место за заеднички да го пронајдеме решението за Преспанското езеро. Но природата беше побрза од човечките напори, па налеа надеж во езерскиот бисер. Влажната есен, снегот изминатава зима и пролетните дождови придонесоа за значително зголемување на нивото на Преспанското езеро. Според официјалните мерења на Управата за хидрометеоролошки работи, од декември минатата година до сега, водостојот е зголемен за 111 сантиметри. На терен не се потребни бројки за да се дознае состојбата со нивото на водата во Преспанското езеро. За локалните жители показател за тоа се дрвените платформи. Оваа, например, допред само неколку месеци, била целосно на суво. Борче Ристевски од преспанското село Курбиново често доаѓа на плажата во Претор со својот син Александар. Цело време варира Преспанското езеро. Значи, јас како дете го паметам, било многу повисоко, скоро до патот. Така ми кажуваат моите, да речам, а јас го памтам близко, едно 2-30 метра од патот што било езерото, но 90-тите години почнало нагло да се повлекуваат и беше и многу пониско, да речеме, од сега што е и од ланската година. Но ете, за среќа имат знаци на покачување. Во Претор е и мерната станица на УХМР. Кире Костовски е еден од вработените што мери повеќе параметри, како врнежи, температура, влажност на воздухот. Според податоците од мерењата во последните 12 месеци, надпросечни врнежи имало во ноември лани, како и во јануари, февруари, април и мај годинава. Таквите врнежи придонеле водостојот значително да се зголеми. Во јуни 2025 година тој изнесувал минус 618 сантиметри од нултата кота, која е поставена на 847,6 метри надморска височина. По летните месеци во кои нема врнежи, апсолутниот минимум е достигнат во ноември, минус 673 сантиметри од нултата кота. Од тогаш нивото расте за да стигне до минус 575 сантиметри од нултата кота во мај. Тоа значи дека во просек, минатиот месец, нивото на водата во Преспанското езеро било повисоко за 44 сантиметри споредено со водостојот од ова време минатата година. Со тоа се забележува перманентно зголемување на водостојот на Преспанското езеро, особено кон крајот на 2025 година и почетокот на 2026, во кој период на езерото е зголемено за 111 сантиметри. Зголемувањето на водостојот од крајот на 2025 година и во текот на 2026 година е добар индикатор за можно подобрување на состојбата со езерото, доколку и во наредниот период, наредните години, продолжат влажните месеци со врнежи од дожд и снег. Сепак, колку недостасува за езерото да се врати во некаква нормала, говори следниот графикон од истражување на Македонското еколошко друштво, а врз основа на историски податоци на УХМР за мерната станица Наколец. Во 1963 година, езерото го достигнало својот историски максимум од кога се почнати мерењата. Водата била на речиси 852 метри надморска височина. Во следните 30 на години, до почетокот на средината на 90-тите години од минатиот век, нивото паѓа за 8 метри, до 844 метри надморска височина. Потоа, иако има и добри години, нивото во октомври 2020 година било на 843 метри надморска височина.
Само за споредба, денешното ниво на кое сите се радуваат, затоа што е подобро од ланскиот минимум, изразено во надморска височина, е 841,98 метри надморска височина. 15 на километри од тука е најјужното населено место во Македонија, Долно Дупени. На плажата го сретнавме 79 годишниот Славе Калајџиевски, некогаш активен како риболовец. Водата беше точно до објектот и малку погоре од објектот горе што се наоѓа. Лично јас имам фрлано мрежи точно кај што е сега објектот точно на тоа место. Сега пред неколку месеци до каде беше најдалеку повлечено? Еве сега кај што е сегашната позиција што е на езерото, пред неколку месеци беше малку подолу од корморанот што се наоѓа на оно дрвото долу во водата. Езерото најмногу може да го заштити самата природа, вели тој. Подсетува дека тоа е на поголема надморска височина од Охридското езеро. Ги дели планината Галичица. Под неа водата од Преспанското истекува во Охридското, што е научно докажано. Славе посочува и на фактот дека езерото го делат 3 држави – Македонија, Грција и Албанија. Па смета дека е неопходна заедничка акција, што не е лесно да се направи. Што повеќе сопственици, то потешко е регулацијата, односно преземање на одредени мерки за било каков поглед за намалување за зголемување на нивото на езерото, односно за умереност во исцрпувањето на езерото, за наводнување. За усогласување на напорите за заштита на езерото од трите држави учествува општина Ресен. Во февруари годинава е потпишан стратегиски акционен план со кој треба да се настојува за истовремено воведување мерки. Во однос на која надморска висина се мери, секоја држава има различно ниво во однос на која да мери. И сега тие податоци за сите 3 држави можеме да речеме различни. Или забраната за лов не е во сите 3 држави во ист период. Некој ден порано, некој ден покасно и така натаму. Сите овие мерки кои би се услагодили за сите 3 држави истовремено да се применуваат, автоматски ќе предизвикаат поточни податоци и нормално сето тоа, сите тие податоци ќе може да се формира база на податоци која ќе помогне тие испитувања да се стават во одредени бази кои ќе ни поможат како да понатаму да се преземаат мерки за заштита. Градоначалникот Јован Тозиевски сподели уште поповолни информации. Според општинските мерења, нивото на езерото веќе е подигнато за 160 сантиметри. Тој вели дека општината реализира проекти за заштита на квалитетот на езерската вода и нејзиното ниво. Во моментот веќе на подрачјето на целиот дел, да речем, на крайбрежјето, на сите населени, скоро на сите населени места, во моментот се градат канализациони системи со прочистителни станици. Исто така, ние како локална продолжуваме на делот од Ресен потечението на главната притока на голема река, исто да интервенираме во таков тип, најпрво за квалитетот и за тие насипи што речните корита ги носат во езерото да влијаеме и да надополниме со прочистена вода во одржувањето на басенот на езерото. Нашиот соговорник Славе Калајџиевски вели дека веќе 16 години не ги фрла своите рибарски мрежи во езерото. Тоа сега го остава за помладите генерации. Се надевам дека природата ќе биде милостива и ќе ни поклони повеќе врнежи, повеќе вода, повеќе разбирање меѓу луѓето и дека еден ден ќе имаме езеро со многу повеќе вода и на повисоко ниво од сегашното.